Како настанала скочивирската легенда? Името Скочивир, некој вела дека е од вирот, како го прерипувале скокни вир Скочивир и Вака стрема една легенда што имам прочитано. На времето кога не постоело селото, има два топоними што се споменуваат со населени места. Тоа се Колибите и Бабина градина. така. Во Бабина градина имало црква со калуѓери, односно манастир со калуѓери. А во Колибите имало црква. Така. И овие калуѓерите му досадувале по селото таму, оделе кај во другото село, тогашно Колибите, и го поменувале селаните, го поменувале калуѓерите, но безуспешно. Што ќе направат тие? Го фатиле попот. Му ја отсекле главата и му ја фрлиле западно на ридот од денешното село Скочивир, и ден денес се вика Попова глава тоа место, се вика Попова глава. Ридот на селото. А во меѓувреме кога попот го заклале селаните, калуѓерите пребегале во Калуѓерска пештера. Тоа е малку посеверно од тие двете села на времето. Така. И веќе таму немале, тие останале сами, немале што да јадат. Источно од денешното село Скочивир постоело село Костеново. И тие немале што да јадат, преку Црна река оделе во село Костеново. И таму крадат, јадење да јадат, и му правеле така некои недобри работи. И овие поставиле, ги бркале. Калуѓерите поставиле стража на мостот, за да не ги фатат селаните кои ќе идат. И во еден момент селаните ги пречекват и тој стражар му вика на калуѓер овој: скочи у вир, овие што се враќале. Скочи у вир. И тие скокнале во вирот да избегаат, да не ги фатат живи. И така настанало селото Скочи вир, скокни вир, скочи вир. Интересна таа легенда што јас имам читано. Во секој случај интересна. Интересна, да. Да. Добро, ти благодарам за разговор. Благодарам и на вас. Живко и Стоимирка Јовановски, можеме да речеме постарите жители на село Скочивир. Може. Живко, добар ден. Добар ден. Стоимирка, Да. морам да ве прашам, ти го прелага него или он те прелага тебе? Јас го прелагам. Го прелага? Добре. Ти си тука од Скочивир? Не, Не? од Македонски Брод сум, ама во Скопје живеевме. Таму се запознавме. Тамо се во Скопје? Во Скопје, да. Тоа е која година? 66-та. 66-та, како ги памтите сите Па податоци? мора да Знаеш дека 50 години ко правме во манастирот бевме. Ајде, Ирлија. Собравме сите овие роднини пријатели. Нека ви е честито. 70 се- души бе. Скоро 59 ќе правиме. Ајде, на здравје, само да ви се множат Година, годините. 60. Ама да ни кажеш, кој беше стројникот? Како се запознавте? Братучет негов беше. И што ти вели? И кумата што ни беше. И така дојдо, се запознавме и за месец дена се земавме. И ете, до ден денеска сте заедно. Заедно сме се. Деца имаме, внуци имаме. Колку дечиња имате, Живко? Две деца, едно машко и едно девојче. Од машкото Мажени, имаме женети? Да, и двете се. Ќерката ни е во Скопје, синот ни е во Германија. Германија. Имаме 3 внучиња од синот, две од ќерката и две правнучиња од првата внуката. внуката. Ајде, Ирлија, Во дали се Германија. живи и здрави? Во Дали се Германија живи и се. здрави? Живко, ти си тука роден? Роден, Во да. Скочивир? Во Скочивир. 40 и која? 45-та. Значи во оваа куќа си роден, ова куќа е од татко Од ти. татко ми, од и дедото тука живееше кај нас. Од и татко ми беше као најмал син од 4 браќа. Така? И тогаш се одредуваше кај најмалиот син да живее таткото. И тука тој беше до Дедото бе. 1909 беше до 1953 година. Значи, Значи јас го памтам стотина 8 години години, имал. да, 103 години беше. 103 години. Да. Тој е роден 1850, мислам према она што имам запишано од Што можеш да ни кажеш, Живко, за село Скочивир?
45-та рече си роден, така? 45-та Во тоа време училиштето било полно? имаше доста деца. И овде имаше Беме школа. 30-40 деца во годината имаше, ама не од сите одделенија до четврто. До четврто. Да. Овде во Скочевир. Скочевир, да. Скочевир. Во Скочевир, тоа горе, што е школото. Ти заврши тука во Скочевир, Тука после заврши, во после, Бача. чекај, не, прва година во Не, пето бре, одделение, во Бача. престани се. Пето одделение го заврши во Скопје, во Даме Груев. Тамо заврши? Да, тамо, ама играјќи фудбал, имав мерак многу да играм фудбал, ја секов ногата на стакло од шише, ова што е пиво. пивско, Така. и едва и ме спасија во војна болница, и мајка ме од едно машко дете, му рече на татко ми да ме врате назад. И тој ме врати, ми купи одма точак за да одам до Бач. Таму учеше. Тамо учев од 6, 7 и 8, после тоа отидов во Битола, во електро, прва генерација имам завршено електротехничар. Живеев првен во интернат до трета година тоа е значи 63-та година. Татко ми почина и тогаш Ама не ми прво кажа мајка дека му тој работеше почина. као ова што е шумска полиција. Така? Али не ми кажа дека имам право на пензија, оти остана без родители. Мајка ми умре 59-та, а Мајка татко му ми порано 63-та. умре. Порано. И ти остана сам? И останав сам и што имаше нешто средства во банката, таа година 63-та бев во интернато, мораше да се повлечам на приватно да одам и доаѓав секоја сабота. Меѓувремено тогаш татко ми купи, дори беше жив и помошни моторче имаше на точаците да се стават. Томоси, Томо. да. Не Томоси, него од Крушевец беа. Од на Крушевец точак, на бензин и си доаѓав секоја сабота недела. Тука сестра ми живееше, што беше мажина во Доброени и до 64-та кога завршив јас, дипломирав и одма отидов за Скопје. Тамо се запослив во Маврово градешно. Ми испратија во глажња на браната, као електро на цел погон тамо, мислам што се градеше ова браната на глажња. Липков. Бев одговорен Така. на овие вагите што се за дозирање на колку треба цемен, колку шљунак, едно Така, друго, се тоа. И ја оти се осавршив тамо, 69-та конкурира во Скопје во Железара али под услов му викам оти ја се оженив 66-та и му викам ако ми дадете стан ќе дојдам, ако не и мислам тогаш беше Реган како главен во МРТ, ако знаете така, Реган и ме виде тој дека мислам знам тоа на тие вагите да работам, оти јас имам завршено мешавина и слаба струја и јака струја. Имаме прва генерација, учевме и автоматика и електроника све. И бев тако, ме праќа на повеќе места на специализација и со тој услов уште 69-та година ми дадоа стан. Се преселиме со жената во станот и живеевме мислам уште живееме во тој стан, само 95-та кога беше тоа излегувањето од Железара, мене не ме пушта, али јас му поставив услов. Ако ја задржете жената, оти таа работеше, али немаше стаж. Оти до 76-та, дури да ни пораста деца, да не одеше жената на работа, само јас работе. И тие рекоа, вика, може еден да остане, еден да оде. Му викам, ја ќе одам, оти си имав занет, работав приватно, значи немавме никаква криза со средства. Значи во никој момент не останам без средства, значи можев да издржавам фамилијата и све тоа. И синот само заврши средно електро и тој, а додека ќерка да ми заврши Лозар Овоштар, земјоделски, таа многу имаше мерак да оде на ветерина, али ја му реков веќе кога отвореја ветерина, таа веќе беше 3-та за 4-та година на факултет. Му викам, ќерко, ти подобро заврши си го овој факултетот и се запозна таа уште осредно со Зето што ние си беа така, му викам подобро ти кој ќе си дојде времето ќе си somажиш и таа ме послуша и така излезе. Сега воопшто не го работе
земјоделието, мислам као земјоделски инженер, дипломирани, него си работа со електрика и таа повлече бидејќи зетот е електроинженер, си има фирма, си работаа заедно, таа си има продавница и Во повеќе Тарталице сега живее. разбира електрика Во Тарталице живее. него што Така. што има завршено факултетот, тој што И тој заврши го за знае тоа. го знае, го разбира. Живко, интересна приказна. Да. Како памтиш како вчера да беше све. така, така. Толку течно го кажуваш како да е вчера било. Да. Не се срами сега. Не се срами, не. Не. Само не ни каже како се запозна со Стојан. Тогаш имав јас братуче, војно лице беше тој во Скопје и Така? јас се прибрав кај него. Ја и првен кога отидов за А ти остана без мајка и учам татко, она кај него бил? осмолетка, кај него бев. Му помагаше, мислам татко ми што требаше му даваше од тука. Имавме средства, не бевме да немаме средства. И не запозна, ми се допадна, одевме и ти викам За месец да не дена. се за месец Така? дена и во почеток го беме кај дедото. Она, али татко јас ми. се запосли во намерно така во Кај Скопјанка, друго таму таа во војната Маврово да страна. бидам на терен, си доаѓав само сабота, недела, а додека од понеделник до петок си бев на терен таму. Така. И така, ни даде Господ 69-та машко, 72-та девојче Девојче. и така. И уште сме во железара. Уште сме во железара, во истиот стан сме во железара. Имав шанса да менам едно друго, али ми беше многу фино. Во железара беше, ако беше железара близко, беше чисто, мислам тамо. Така. Само едино ако фатеше некој ветер, така, иначе сега е многу полошо. Да. Ма добро, вие сте во Железара во Скопје, меѓутоа овде сте цело лето, така? Цело Останувате лето, од скоро рана пролет до есен. до сте есен. До сега, вака, до Некој пати останувам до октомври тамо, некој пати ме фаќа и Еве сме кој октомври. за не, до И ноември новембар? море, ноември. Од Да, ноември интересно, за интересно Живко. Да, во да. Скочевир е прекрасно место. Да. Прекрасно место. А иначе Жалосно што потекон денеска нема- мајка ми од Ивени, таа е од Мариовско тачно, ама и ние сме Мајка ти од Мариово, така? Мариово, да. Па добро. Ама и ние сме, она, Мариовци. Скочевир се рачуна, да. Има доста Мариовци во Скочевир. Па има, како не има. Знаеш како има надимак? Баловци ги викаат. Не, Баловци. тоа се фамилиите, тоа е секако. Фамилијата, роднините така. се баловци ги викаат. Да, од кај го дознава? Па Е, така, па иначе знам ја, се толку само време сум повеќе заедно. Си знаела за кого ќе се омажиш, а? Добре, да. повеќе праша на пример, Јас ако се не омажив на 18 години. На 18 години. Добре. Ле, Живко, Да. како успеа да ја Па, се- прелажеш на тебе? А тој на 20. И така. 2 Па, години добро, постар. така сакал Господи, прекрасно така, нешто. така. Интересна приказна Живко во секој Да. случај. Јас ти благодарам за разговорот, да сте живи и Мола. здрави и да се Да. видиме пак за доброто. Така, и вие Убаво да е бидете Перо живи. што дојде вака да го посетиш ова убаво место. Навистина убаво. Е, место. сега Онде кога може ќе не знам отидеш дали во ви има манастир? кажано, јас ти се сеќам уште 53-та година, во Тибев се дали 48 или 50-та година во селото донесоо од Грчка преку граница нелегално и дури одговара некој отидоа малку во затвор. Ние имавме струја, во Коњарка имаше генератор ставено и како воденица. Тоа И време Има го сеќам, воденица. да, Најката уште Коњарка, тогаш на генератор. Коњарка беше тоа оти ако имате она прочитано оти баловир се вика тоа долу што оде црна. Да. Кај што се влива Црна и Коњарка. и тој Коњарка во баловир. црна, кај што се Па влива. првата воденица е на Баловци. Баловци. Баловци е така оти тука имаме ние само сите се така имаме. Надимак. Ристе она има Прдловци, овие се Прекар, да, прекар. Баловци. Не знам, драги, вие како сте? Толевци, Толевци. не, Толе, Толевци, По дедото. По дедото. Лозанови, таки, само по тоа, кој ќе му кажеш, например, дека оти Јовановски имам доста во Сега селото. вака може ли да кажеме Живко и многу професори го тврдат ова истото, дека македонските презимиња Так. сите требале да бидат на ци, Да. а не на ски. Петревци, Стојановци, Баловци и така на по фамилиите. По фамилиите, така е, така. Например, при Оти- Другчија се презима. Оти јас кога она завршив она осмолетка као Баловски, па кога отидов ставив Јовановски, а односно Толевски, оти дедото се викаше Толе и кога завршив техничко, кому однесов она крштеницата Јовановски и мораше изјава, тогаш беше лесно, не требаше преку судо и едно друго, него изјава јас Толевски сум Јовановски.
и така ме дадоа дипломата на Јовановски. Живко, ти си енциклопедија. Многу Да. интересни случаи имаш. А ова ти викам Поминато струја, ми по живот. тоа знам дека Да, кој ќе многу како гледав, ја работеше бевте во Белушина, генераторот, бевте. така се светеше. Де појако, де послабо, уште тогаш Така, имавме така. ние струја тука во селото. Значи, кај што се влева конјарка во Црна река, имало... Не, малку погоре, кај што Малце се погоре. влева конјарка Црна. во Црна е првата воденица наша, Ама Балска. нема се се рекла. ништо. Прва воденица. А малку погоре беше генератор оставен. И генератор Да, имаше. имаше Во тоа време генератор имаше во тоа. светло. И тие и одговарам, мислам, тогаш беше колективите, како неколку души отидоа Времето малку на во затвор, колективите. не го видоа затворот. Се сеќам како дете јас. Интересно. Тие што беа во колективо како одговорни, Така, како Вака управители што тоа. одиш све ќе разбереш, Да, да речем. нема што, има Да. многу интересни работи. Да, да. Уште еднаш ви благодарам и да се видиме за И добро. да. Фала, И ви сте. многу земете, напите се од Поздрав. ова. Борче Стојановски, манастир Свети Лука. Борче, добар ден. Добар ден. Да те прашам, од кога датира ова манастирче Свети Па, Лука? манастир, Читам Свети Лука и Свети Наум. да. Најпрво датира чешмата Света Лука, овде мислам чешмата, која пред многу години на двајца од село Скочир му се јавува насон дека треба да направат чешма и дека ќе го носи името на светото апостол Свети апостол Лука. Па најпрво изградена е чешмата, а потоа е изградено манастирчето во 2017 година. Би сакал да ве запрашам околу камбанаријата. Што, како и од кога? Вака сега, кампанаријата е донирана од моите деца во чест на прадедото Трпко, бидејќи на двајца селани од селото Скочивир, кога ги паселе овцете, се одмарале, лежеле и му дошло во исто време светецот Лука Насон. на двајцата насон, дека од вас барам да ме се изгради чешма овде, како вода лековита, за да можат луѓето да се Лечат, да од се разни лечат, болести, да она. И тие се разбудиле двајцата и Избунети. избунети. И сега едниот истото го сонва и другиот. А во исто време му рекол дека имате и двајцата пари. Со тие пари што ги имате во вас, ќе ми ја направите чешмата. И станале малце се растревожено с едно друго и почнал едниот да кажува, бе речи мене истото ми дојде и станале со стогата си заминале во селото, Така. му кажале на одборот во селото и се сложиле сите, дојдоја, направија чешмата. Сега чешмата си како чесма си постои, а ние дома си решивме Така. да направиме едно уште по спомен достани во чест Една на добрина. една добрина во чест на прадедото. Така. И така ја купивме кабанаријата да се служи за многу години да е. Нека е на помош за многу Напомуш години. да кажеш. Многу интересна приказна. Тоа е, мислам, историјата е таква, не можеш да ја измениш историјата. Да, мајче, Вистината е таја. има голема слога во селото и почит. Слога и почит има многу. Сега, што ќе се прави понатаму, ќе се види со дела пак. Па да. Ај ќе се направи уште многу работи. Да се надевам. Еве сега може сакам да кажам дека со Господ напред на 27 година планираме да правиме 60 години јубилеј на манастирот долу Архангел Михаил. Нека е на помош На за помош многу нека години. ќе бидете поканети. Ви благодарам. Тоа е. Ви благодарам. Фала ви и вас многу. Бидете поздравени.
Вештите раце на нашите мајки. Мајче, добар ден. Добар ден, добре ни дојдовте. Јас сум Ристевска Ангелина. Овде од Скочивир, од Мајловци. Од Мајловци фамилија. Мајловци е фамилија. Таа била на времето големи фамилии. Околу 30 души биле на времето. Така. Сега тука сите си се бериме, си помагаме едни со други. Вака секогаш се дружиме. Кој како има, така си носиме. Така, за секој празник. За секој празник, за пред празникот што иде една недела чистиме и си носиме вака. Така е. Сето е Така убо и кој како има. То. Така, мајче, ти благодарам. Фала. Представете ни Јас се. сум Петковска Снежана. Исто од селото Скочивир. Скочивир. Мажена сум од Баловци во Петковци мажена. Значи, двете фамилии се од Да, Скочивир. тука сум цело време. Секоја година пред ден Секоја празник. година, да, тука си се бериме, си носиме, си работиме, секој сложно си работиме. Овој пат и за екипата на Да, Ново село. на моје село, да. Добар ден, Добар јас сум Роза Атанасовска од Скочивир, родена во Скочивир, мажена во Скочивир, од Све фамилија, Скочивир. да, се. Скочивир. Потекнувам од фамилијата Домазетовци, мажена кај фамилијата Толевци. Така е, така е. Така е, вака секој празник, пред една недела се собираме тука за да чистиме, да спремаме за празникот и по една мала закуска вака во чест. Морам да ве пофалам И затоа што ваша кажа чест. сите селани дека сте навистина Да. голема почит и голема слава има во село. во чест на празникот и во ваша чест една мала закуска и да повелете на масата. Овие се петулици, посни петулици правени од Ангелина. Да, од рацете на нашата Нашата Ангелина. Ангелина, таа ни е најстара овде, таа ни кажува што да правиме. Така и Да, треба. да. Така и треба. Адептите, сите Сите адепти адепти. ни кажуваат. И во другиот манастир и во овој, таа си е овде. Добро, готово. Ќе чекаме да се спреми Да, да се масата, спремни па на ќе масата, се повелете, Повелете. седнете. Ви благодарам. Мајче, ете полека, ма сигурно ни заличи масата денеска. Нека ни е напомош. На помош нека ни е Свети Лука, чест на Свети Лука, пред време чистиме и си правиме ручек како една слава, како едно сите Так, заедно да так. си ручаме. Тоа е, ова е манџата, старинска манџа. Како нашијата свекрва, јас дојдов 18 години, се научив од неа за вакви манџи да прам. И манџата со кромиче, месо свинско запржено, компирчиња и сите повелете дојдете на масата. Прстен ми падна нешо, прстен ми падна, прстен ми падна нешо од Америка. Прстен ми падна нешо, прстен ми падна, прстен ми падна нешо од Америка. Од Америка нешо, од Америка, од Америка нешо во безочина. Од Америка нешо, од Америка, од Америка нешо во безочина. Почитувани мои, тука негде е крајот на вториот дел. Ве поздравувам од село Скочивир. До гледање.